колеги! Моето излагане иде може би малко по-различно от останалите. Затоа ще казвам един сегмент, кој што говори за преподавањето на ученици. Сегмент кој денес се ми се чини најактуелен, затоа што сегодня слушаме дека Битола е един од трите најзагадени градови во Република Српска. Туку затоа, следејќи го она што го добивме како материјал, не гледам ништо што е предвидено да се преземе со тој буџет, затоа што е најгодливо во моментот, а тоа е загадувањето. Односно, тоа е она што имаме големен морбидитет и морталитет или заболување и умирање. Анализите кои што ги направи експерти од Светска банка на основа на еколошки здравствени податоци, издадени од Институтот за јавно здравје, кажуваат дека околу 1350 случаи годишно умираат како резултат на аерозагадување. А ќе напоменам, Битола е еден од трите града каде што е најзагадено, бележиме 5 пати повеќе загадување секојдневно, во просек и повеќе. Значи, исто така е да сметам дека годишно, значи се трошат, морам да ја прочитам цифрата, да не сгрешам, значи, тоа е направена анализа во 2011 година, 253 милиони евра, што изнесува 3,2% од БВП на годишно ниво, токму на како резултат на тоа што имаме намалена продуктивност во работа, здравствени трошоци, отсуство од работа и така натаму. Значи, сето тоа не е битно. А она што требаше да се предвиди во буџетот беше следното. Значи, како да се намали загадувањето, односно штетите, пресечовечките щети, понатаму штетите во односно финансиите, а тоа е затоа што прв фактор на загадување знаеме дека е онаму каде што се произведува електрична енергија, токму Битола. Значи, првиот извор е тука. Што се случува на републичко ниво? Ништо. Одлагање на еколошките разходи. Втора работа, дали се предвидени средства за субвенционирање на индивидуалните ложишта, затоа што народот нема пари да ги санира своите ложишта, односно за жал немат доволно средства да купат огревен материјал кој што помалку загадува и користат различни гуми, отпадоци и така натаму, затоа што не може да се згреат. Што предвидува општината? Ништо. Што предвидува општината во однос на тоа што има коли од угост кои што за жал секојдневно загадуваат? Ништо. Што предвидува општината во однос на трите зона, затоа што покрај индустријска административна постои и зона на зеленило? Ништо. Јас пред не видов ништо дека е предвидено во однос на она што е првиот загадувач рек со зона на зеленило да не заштити. Зона на зеленило во административниот урбан дел на Битола. За жал, ништо не е на бюджетот на општина Битола. Благодарам.